Нарушени човечки односи и создавање на така наречени кланови е еден од главните проблеми со кои се соочува Министерството за труд и социјална политика по владењето на Фросина Ташевска-Ременски, вели во интервјуто за телевизија Нова новиот министер Ибрахим Ибрахими. Сега е насочен кон создавање на професионалци кои како државни службеници мора да ја извршуваат својата работа со голема професионалност, вели Ибрахими. Од страна на дворешните соработници кои што беа ангажирани за време на мандатот на Ременска, се уште ги немаат вратено службените телефони, а исто така и поранешна техничка министерка Ременска ги нема вратено службените телефони, иако со допис се известени дека имаат одреден рок кај што треба да ги вратат службените телефони, и овој апел до нив, бидејќи сепак тоа се ресурси на Министерството за труд и социјална политика и треба да ги вратат, но исто така она што е најтрагично дека се криеле документи, буквално немавме пристап до одредени документи, до дописи. Еве конкретно случај со Сојузот на синдикатите дописи. За тоа каква е состојбата во Сојузот на синдикати на Македонија, Ибрахими истакна дека документот со кој Ременски го разреши Живко Митревски, председателот на ССМ, воопшто не постои во архивата на Министерството за труд и социјална политика. Утврдивме дека од 17 синдикати, значи од гранкови синдикати, само 4 барат промена на председателот Живко Митревски, додека 13 други застана на негова страна, и констатиравме дека решението на Фросина Ременска е незаконско и содржи големи пропусти, фалсификат е буквално направен, и затоа одлучивме, јас како министер за труд и социјална политика одлучив да го поништам тоа решение на Фросина Ременска и да донесем решение со кој што Живко Митревски останува на чело на Сојузот на синдикатите на Македонија. Министерот Ибрахими за состојбата во Центарот за социјална работа во Валандово истакна дека во наредниот период ќе биде одобрен системот за грејење на пелети, откако од страна на Ременски овој проект бил одбиен. Имено Центарот за социјална работа од Валандово во текот на месец септември побара печките на нафта да ги заменат со пелети со цел поекономично грејење и заштита од загадување на околината.